Зад нас е вибрантна седмица, следната ќе биде уште повеќе. Од секаде пристигнуваат големи планови за светлата иднина, но реалноста покажува поинаква слика. Затоа во фокусот се изборите, се разбира, за автомобил на годината. Додека Европското жири гласаше за електрична опција, жените на светско ниво избраа поуниверзално решение за оваа година, која најавува тешки предизвици пред автомобилските производители, особено германските. На сцената се појавуваат нови модели што носат еколошки предзнак. Еден од нив е Hyundai Kona со бензински мотор потпомогнат со благ хибрид, кога го тестиравме на домашен терен. Почнуваме со новостите. Со вкупно освоени 279 поени, титулата автомобил на годината во Европа за 2022 ја понесе првиот потполно електричен автомобил на Kia EV6. Се уште не е јасно дали е поимпресивен изгледот или перформансите што ги ветува во својата врвна изведба. Тоа беше доволно да оствари 10 поени разлика пред второпласираниот Renault Megane E-Tech Electric и братучедот од Hyundai Ioniq 5, кој собра 261 поен. Меѓу финалистите Peugeot 308 беше единствениот што не е потполно електричен, но успеа да се пласира пред Škoda Enyaq EV, Ford Mustang Mach-E и Cupra Born. Церемонијата на доделувањето на одличието беше пренесувана од опустошениот Женевски Пал-Експо, кој не успеа да се одржи ниту годинава, а како стојат работите и следната едиција е под голем знак на прашање. За разлика од Европа, Форд во Америка нема да се откаже од моторите со внатрешно согорување, но ќе ја забрза трансформацијата со поделба на две дивизии со различен фокус на работењето. Првата, Ford Blue, ќе се насочи исклучиво кон возилата со класични мотори за кои се предвидува дека се уште ќе бидат профитабилни, како што, например, се пикапите. Другата нова дивизија, наречена Ford Model E, целосно ќе се посвети на електричните возила, нивните погонски групи и батериите. Ford Blue ќе биде задолжен и за инженерингот и организацијата на производството во целокупната групација, а Model E за софтверските решенија за сите возила на марката. Тие ќе функционираат како две различни и независни компании со засебна раководечка структура, но ќе ги делат технолошките решенија каде тоа е потребно. Со овој потек се очекува да се забрза лансирањето на нови електрични возила и зголеми обемот на нивното производство. Планот е да се достигнат 2 милиони примероци до 2026 година, а до 2030 половината од сите произведени возила да бидат електрични. Жирито составено исклучиво од припаднички на понежниот пол, посветени на автомобилското новинарство, помеѓу своите 6 финалисти за лауреат го избраа Peugeot 308. Како првопласиран во селекцијата за урбан автомобил, францускиот лав во финалето влезе со уште 5 возила од различни категории. Таму освои најмногу поени од 56 колешки. Во нивните изјави најмногу се споменува изгледот, чувството во кабината, возачкото искуство, изборот на погони, опременоста, конективните и безбедносните технологии.
Мислите на ново возило? Одберете возило, Шпаркасе лизинг купува за вас. Вие бирате година, модел, боја, месечна лизинг рата. Ние реализираме Шпаркасе лизинг. Шпаркасе лизинг ги финансира сите видови на патнички возила. Нов автомобил го сакам, но овој пат има правила. Нема храна во автомобилот. Само смеј крени нозе и ќе те ги отсечам. Нема гласна музика. Нема ни миленици. Нема шанси. Океј, може би од следната недела. Новиот Opel Crossland. Убавината и храброста одат заедно. This is Opel. Метрополис, број 1 радиомрежа. И тоа се случи. Од позиција на добавувач на електронски компоненти за автомобилската индустрија, Sony се префрла од другата страна. Подпишаниот протокол со Honda ја најави новата јапонска алијанса за производство на електрични возила. Првиот модел на пазарот се очекува до крајот на 2025-та. Може би ова е мал временски период за развој, но во предвид треба да се земе предпродукцијската фаза на претходните студии на Sony и подготвеноста на Honda да го понесе товарот на производството. Sony 2020 година ги изненади сите со својот настап во Лас Вегас на саемот за електроника. Познатиот јапонски производител таму го покажа својот прв автомобил Vision S, елегантна електрична лимузина. Лани настапи со концепт на кросовер Vision S02 и службено потврди дека ја истражува можноста за производство на електрични автомобили. 2 месеци подоцна дојде известувањето дека е постигнат договор со Honda за стратешко партнерство. Во оваа фаза јапонските гиганти ја разгледуваат можноста за стварање алијанса која ќе произведува и продава електрични автомобили. Затоа ќе биде формирана компанија чие работно име е Нова компанија, а истата до крајот на годинава треба да стане оперативна. Ако се одвива според планот, првите производи би требале да пристигнат на пазарот во 2025-та. Најверојатно производството ќе се одвива во некоја од фабриките на Honda, а платформата ќе ја развива Sony. Не е сигурно дали идните модели ќе имаат било каква врска со представените студии, но факт е дека јапонскиот електронски джин перманентно ги развива представените концепти и досега соработуваше со добавувачи како Magna Steyr, Bosch, CTF, Continental, Nvidia и Qualcomm. Според објавеното, двата концепти имаат 2 електромотори со вкупна
вкупно 536 коњи. Доколку овој проект се реализира, тоа ќе им даде предност на јапонците во однос на Apple, кој неколку пати покажуваше интерес за влез во производството на возила и исто толку пати се пишмани. Нисан, иако пионерка електричните возила, заради своји проблеми и инертност во одлуките дозволи сите други поголеми производители да го стигнат и поминат. Радикално сменетите услови на пазарот бараат и радикални мерки, заради што во компанијата се размислува да запрат со развој на моторите со внатрешно согорување. Не целосно, бидејќи се планира американскиот пазар и понатаму да се снабдува со возила со класични мотори, пред се пикапи и големи теренци. Со ваквиот потек, компанијата би ослободила по неколку милиарди долари годишно, кои би биле пренасочени за развој на електричните возила, што ќе им овозможи поголем маневарски простор за остварување на целите. А тие се амбициозни. 75% од продажбата во Европа до 2026 година треба да бидат електрични или хибридни возила, во Јапонија 55%, а во Кина 40%. Истиот процент е планиран и за Америка, но дури во 2030 година. Британскиот Морган активно котира на автомобилската сцена 113 години и за тоа време успеа да се наметне со неколку маркантни остварувања. Последното е авантуристички трицикл со 3-цилиндерски мотор. Супер 3 се навраќа на минатото со поглед во иднината. Уште едно големо име прави скок на нова територија, овој пат со трансформација од 4 на 2 тркала. Неочекувано, Брабус го представи својот прв моторцикл направен во соработка со КТМ. Срце на бунтовника, душа на джентлмен. Така Брабус го представи својот прв моторцикл. Настана како резултат на соработката со КТМ, од каде стигна целата механика. 1,3 литарскиот V2 агрегатот Супер Дюк, навиен на 180 конски сили, кој може чуда да направи. Што точно ќе знаат само 154 срекни собственици кои беа најбрзи, бидејќи точно толкуте предвидени примероци онлайн беа распродадени за само минута и 55 секунди. Цената не беше позната, ама таа најмалку е битна. Она што е битно е дека овој ултимативен naked мотоновитет е посебно конструиран за фанатиците кои не бираат дали ќе се возат на 2 или 4 тркала. Останува непознато дали Брабус ќе продолжи со ваквите надградби за кои сигурни сме дека ќе има повеќе од голем интерес. Ако пак мора да споменеме што се тие, бидејќи ниту Брабус, ниту КТМ не ги објавија како треба. Прв на списокот ќе биде оклопот од јаглеродни влакна. Се знае и за специјалните тркала и загреваното седиште, како и за полуактивното ослонување, 5 режима на возење и недвојбено врвните компоненти. Другото е мистерија. Ваква храброст може да имаат само марките со долга традиција. Морган во својата 113 години стара историја се наметна како специјалист за несекојдневни модели со изразена спортска нота. Последниот пример е новото издание на минималистичкиот родстер Супер 3, кој ќе биде представен во јуни. Двоседот долг 3,85 метри, има алуминиумска платформа и монокок конструкција. Тука стартуваат фактите во знакот на бројот 3.
Супер 3 е поставен на 3 тркала и го движи 3-цилиндерски 1,5 литрен мотор на Ford со 118 поњски сили. Благодарение на малата тежина од 635 килограми, Morgan Super 3 забрзува од 0 до 100 км на час за 7 секунди и достигнува максимална брзина од 209 км на час. Брзините се менуваат со помош на 5-степен менувач од Mazda MX-5. Вака стокмената тројка се продава по цена од околу 50.000 евра. Таа може значајно да нарасне поради понудените 200 опции и додатоци, дел од дополнителната опрема. Швеѓаните секогаш знаеле мајсторски да го избалансираат изгледот со перформансите. Преку студијата O2, Polestar сака да го редефинира поимот Roadster. Повеќе од јасно е дека целта е адекватната изведба на Тесла, но со квалитетот на изработката и интериерот може да се спореди дури и со Porsche 911. Сепак, најголем акцент се става на рециклираните материјали и вкупната јаглеродна неутралност. Новата вонредна ситуација најавува тешка година за жилавата автоиндустрија. Германските марки со најновиот развој на настаните во Украина останаа без неопходните компоненти за производство. Скоро сите воведуваат пауза од најмалку една седмица со надеж дека логистиката ќе проработи и ќе можат да се вратат на вообичаениот ритам. Во Украина има повеќе од 70 фабрики за изработка на компоненти за автомобилската индустрија. Специјалистот за електрични возила Polestar преку студијата O2 сака да воведе неколку нови категории во изработката и концепирањето на електричните кабриолети. Со јасно превземени стилски елементи од претходната студија Прецепт, Polestar O2 има распоред на седење 2+2 и преклоплив тврд покрив со панорамско застаклување. Силната персоналност која е несебично нагласена открива еден сосема поинаков пристап во имплементирање на нови материјали во изработката на идните модели. За него, креаторите се изјаснија дека е точка на средба меѓу технологијата и уметноста, меѓу прецизноста и скулптурата со одлучен, но не и агресивен став. Тој го прикажува напредокот во одржливоста и технологијата на суптилен начин. Швеѓаните сакаат покрај сензацијата на возењето кабрио без звук на мотор да воведат мономатеријал. Тоа е термин што ја опишува употребата на еден основен материјал за производство на различни компоненти. Вториот фокус е на употребата на рециклирани материјали со подобрени методи на контрола на квалитетот. Во Polestar O2 рециклираниот полиестер е единствениот материјал што се користи за сите меки компоненти на интериерот, додека самата конструкција на каросеријата користи различни типови на алуминиум. Ова го поедноставува рециклирањето, што е значаен чекор кон поголема кружност на материјалите и ја намалува тежината на возилото. Аеродинамиката се манипулира за да се зголеми опсегот благодарение на прикриените дизајнерски карактеристики како интегрираните канали кои го подобруваат протокот на воздух над тркалата, страните на каросеријата и задните светла кои функционираат како воздушни сечила за да ги намалат турбуленциите зад автомобилот. Тоа е неопходно и за полетување на автономниот видеодрон кој е интегриран во возилото за задните седишта. Тој автоматски го следи кабриолетот до 90 км на час и може да го снима патувањето од воздух. Според плановите, Polestar во следните 2 години ќе пласира по еден модел годишно. Најавените технолошки пристапи во производството наскоро ќе бидат имплементирани. Остана само нејасно дали по двата потполно нови модели, третиот ќе биде кабрио.
Додека ситуацијата со глобалната пандемија се смирува, се отвораат нови предизвици што треба да се надминат. Недостатокот на полупроводници и чипови ги мрсат конците на сите производители на возила. Сега се јави нов проблем за оние од Германија. Поради воените действија во Украина, тамошните фабрики задолжени за хранење на производството на германската индустрија за возила не се во состојба да ги транспортираат веќе изработените компоненти. Тоа јавува прекен во испораката на клучни делови, па монтажните ленти веќе го забавуваат темпото, а некои се на принуден одмор. Дури и пред овие најнови неуспеси во синџирот на снабдување, производителите на автомобили беа принудени да го ограничат производството во текот на изминатата година поради хроничен недостиг на компјутерски чипови. Предвидувањата не се оптимистички и можно е годинава поради перманентниот кусок на полупроводници во светот да се произведат помалку автомобили отколку лани. Тоа за жал ќе се случи со германските марки бидејќи на плеки им е ставена и украинската криза. Во последните 5 години Hyundai од една здодевна марка стана атрактивна и привлечна. Не е само палетата на модели во прашање, туку и пристапот на дизајнот на Hyundai, кој станува не само функционален, туку и интригантен. Рестайлингот на Kona не носи некои големи промени, но сепак затегнувањето на борите е направено на добар начин. Задвижувана со хибридна технологија, Kona ни дава една сосема нова перспектива на Hyundai, кој станува еден од производителите со најголема електрифицирана флота. Контурата на Kona е биколорна, што дава посебна емоција во целиот изглед на каросеријата. Задниот дел, барем горниот дел, е многу динамично скроен. Погледнете ги само штоп светлата. Но, мене овој заден дел не ми се допаѓа. Повеќе ми личи како пубертетлиска акна отколку светлосна група. Вака скроената задница ја крие пристојната големина на багажникот. 325 литра е доволно да ја прими нашата опрема. Се разбира и по неколку патни торби. Hyundai Kona припаѓа во Б-сегментот на кросовери. Па поради тоа, поради компактните димензии, не може да очекуваме чуда од простор. Но на задната клупа се забележува дека седалките се комотни, има простор дури и за тројца, за пократки патувања. Недостаток е малку повеќе простор за колениците, каде се чувствувам дека сум малку притиснат. Kona неодамна е рестилизирана. Во задниот волумен нема што да се објаснува, осим да се каже дека има USB-C порт кој ќе ви овозможи полесно напојување на вашите паметни уреди. А кога сме кај паметните уреди, треба да се напомене дека со рестайлингот Kona има нова генерација на конективни и безбедносни технологии. А возачот кога ќе се смести на својата позиција, ужива во неа. Седењето е добро. Можеби не е по мој вкус, бидејќи јас сакам пониско седење. Седиштето е на најниска позиција, но сепак мислам дека високо седам. Прекрасен е амбиентот пред возачот, бидејќи пред него има два големи LCD дисплеи. Едниот ни ги дава основните параметри на возењето, но може и да се играте со него и да поставите по инаква графика. Додека конективните технологии се отсликуваат на големиот централен дисплеј. На него е добра графиката и приказот на навигацијата е многу прецизен. Со употребата на технологијата, возачот добива една сосема нова димензија на возењето. Во прашање е инфозабавниот систем и одличното озвучување кое не беше порано случај да се најде во возилата на Hyundai.
Во последните неколку години Hyundai станува електрифицирана марка. Со рестайлингот на Kona, која неодамна пристигна на нашиот пазар, представени се уште две изведби со хибриден погон. Едната има 1-литрен мотор, додека втората, посилната, за чиј управувач се наоѓам, е 1,6 литрен бензинец со директно впрскување на горивото, се разбира помош на турбо и на помош доаѓаат и електрошокови. Овој хибриден систем е класичен, значи има батерија која се полни со рекуперација. Капацитетот на батеријата е многу мал, 1,56 киловат-часови, но тој добро е избалансиран и секогаш доаѓа на помош во движењето. Ако сакате да имате силни меѓузабрзувања, тогаш ќе морате да згазите на педалата за забрзување. Но, слушате и сами, се слуша бучава, а не се случува некое динамично забрзување кое го очекуваме да се случи со хибриден модел. Веднаш станува јасно веќе од првите километри дека Kona е димензионирана да пружи комотно, удобно возење и не многу лудување зад управувачот. Hyundai тоа не го потврдува, но очигледно е дека според концептот што го има, директно ја напаѓа Toyota CHR. Дури и однесувањето е многу слично на Toyota CHR. Поради поставеноста на батеријата во задниот дел, при остри маневри се чувствува дека задниот дел завлекува, што е редовна појава кај сите електрифицирани автомобили. Со просечна потрошувачка од 6,1 литар, колку регистрирав за времето на моето возење, можам да кажам дека ова е добар резултат. Се разбира дека имаме и бензинци без електрична поддршка кои ја остваруваат истата вредност на економичност, но модерно е да се има хибрид. Ако сакате да бидете модерни, тогаш ќе морате да брцнете подлабоко во својот джеб. Впрочем, ситуацијата на пазарот, на глобалниот пазар е таква што возилата поскапуваат немилосрдно. Покрај атрибутите што ги има Kona, ќе морате да се помирите со некои работи кои се негативни. Не ми се допаѓа звучната изолација во кабината, бидејќи премногу се слушаат тркалата и бучавата која доаѓа од патот. Исто така не ми се допаѓа многу гласното работење на менувачот кога забрзувате, но и слабиот одговор на педалата за забрзување кога ја форсирате машината. Сепак, купувачите на Kona не очекуваат од неа да биде динамична и спортска, затоа што таа и не може. Подпирањето едноставно ве тера да возите посмирено и да уживате во пределите во кои се наоѓате. Подпирањето на Kona е направено да пружи удобство при патување, но поради моторот кој има скоро 150 конски сили, можеби некогаш ќе дојдете и во искушение да ги испробате крајните можности на перформансите. Но треба да сте извонредно внимателен. Зошто? Зошто? Затоа што Kona ме разочара кога динамично се вози, бидејќи има тежина поголема на предната оска, таму се наоѓаат двата мотори, таа завлекува, има надуправување. Кога ќе излезете од надуправувањето, кое не се скротува баш така лесно, чувствувате инерција и на задниот дел, бидејќи и батеријата со својата тежина налегнува, па дава она што не би сакале да го видите.
Како и да е, Кона е скроена за удобство, за економичност, за екологија, да има одлична опременост и да пружи задоволство на патување. Доколку сакате динамичен автомобил да имате со знакот на Hyundai, тогаш одберете го подобро и 30. Но, доколку сте семејно ориентиран, тогаш Кона е вистински избор. Тоа беше се што подготвивме за денеска. Следната средба со нов тест за 7 дена. До гледање.